Поштовани гледачи, добро вечер. Ова е емисијата Визави на програмата на канал ВИС Очи во очи со вечерашниот наш гостин, професорот Страшко Стојановски од Катедрата за правно-политички науки од Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Професор Стојановски, добро вечер, добре дојдовте во студиото на канал ВИС. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Ве повикавме со оглед дека овој изминат период некако правниците или пак кога станува збор за правно-политичките науки секогаш се актуелни, но ми привлече вниманието колку Македонија продуцира квалитетни правници или кадри. Би сакал да го започнам овој разговор со тоа дека Јустинијан прима пред известен период дека истакна дека не може да очекуваме квалитетни правници на 24 правни факултети. На самиот старт од оваа емисија, ваше толкување, ваше мислење? Така. Значи, знаеме дека Со оглед дека доаѓате од универзитетот. Да, ние доаѓаме од Универзитетот Гоце Делчев, тука во соседиште во Штип. Значи, најстар универзитет во Република Македонија сепак Универзитетот УКИМ, односно Кирил и Методи, и Јустинијан I правниот факултет кој што традиционално продуцира кадри во рамките на правните дисциплини, кои што потоа се инкорпорираат на пазарот. Го разбирам ваквото мислење дека квантитетот не секогаш продуцира и квалитет, меѓутоа треба да знаеме дека живееме во опкружување и во околности во кои што имаме слободен пазар и слободен проток. Кога се работи за студиските програми и студиите кои што се организираат во рамките на факултетите, имаме повеќе нивоа на регулација од кои што зависи какви студиски програми ќе изградат самите универзитети и на крајот од денот пак се сведува на едно централизирано тело, тоа е Комисија за акредитација и евалуација, сега ќе бидат две комисии, кај што нашите програми одат, се акредитираат и понатаму ние можеме да организираме некакви правни студии и гарантираме со таа акредитација, гарантираме дека ќе добиеме некаков квалитетен кадар. Го разбирам УКИМ затоа што постои тенденција на намалување на студентите воопшто во Македонија, но постои тенденција особено на намалување на студенти во општествените науки и дисциплини, вклучително тука се и правните дисциплини, и може би се засегнати директно, но не би рекол дека таа засегнатост зависи од тие многу правни факултети кои што ги имаме кај нас, затоа што дури и да немаме толку правни факултети, хипотетички да кажеме дека ќе имаме само неколку, никој не ги ограничува студентите да студираат надвор од Република Македонија. И знаеме и сведоци сме дека многу студенти кои што потекнуваат особено од источниот регион, па и дури од целата држава, студираат надвор од државата. Во блиските држави во регионот, дали е тоа Бугарија, дали е тоа универзитет, тоа се универзитети во Солун, или сега имаме последна тенденција од последните 3-4 години, би можел слободно да кажам дека ако веќе не се има случајно, во следните години ќе се случи втор најголем универзитет кој што прима македонски студенти, да не биде Универзитетот Гоце Делчев, значи после УКИМ, туку да биде Љубљанскиот универзитет. Најдов податоци 2016 година на Љубљански универзитет има околу над 600 студенти кои што потекнуваат од Македонија, тоа се од сите региони. Да. Кога се работи за квалитетот на студиите, пак квалитетот зависи од самиот пристап и наставните програми и се разбира тука е практичното знаење, но и загриженоста може би доаѓа од хиперпродукција на кадри кои што понатаму нели треба да се инкорпорираат и да го најдат своето место на пазарот. Юридика алудираше на тоа дека премногу дека премногу слаб на квалитетот на оние кадри кои што излегуваат од правните факултети, можеби на тоа се алудираше дека не се доволно практичари, едноставно дека не може да го примена тоа теоретско во практичната знаење. Не знам на што алудираше, но во секој случај. Добро, можеби алудираат, тоа е еден вид на реклама дека тие се најдобри, значи одат цело време со таа примеса. Факт е дека се најстар правен факултет, дека кадровски се екипирани и дека нудат квалитет. Меѓутоа и новите, би рекол условно кажано, новите правни факултети, особено на државните универзитети, имаме прилика соработуваме и со Битолскиот, и со Тетовскиот државен универзитет. Нудат нешто што, например, не може да се најде на Јустинијан I. Ние сме релативно млад кадар, кој што во најголем дел своето образование го има дооформено надвор од Македонија. Значи, ако се сомневаат, а базичното образование ни е од УКИМ.
Значи ние сме завршиле на истиот тој универзитет, сме имале просеци, така да ако кажат дека не е квалитетно, ние сме нивни продукт. И образованието го имаме дооформено. Јас моите докторски студии ги дооформи во Виена, колега во Ница, друга колешка во Наполи, наредна колешка во Единбург во Шкотска беше. Значи имаме новитети кои што ги внесуваме, кои што се поврзуваат со некакви европски тенденции, нешто на што можеби Луки ме малку поинертен и малку послабо се прилагодува во застарен модел. Можеби, не сакам да генерализирам, затоа што има исклучително квалитетни професори. Со оглед дека професори. доаѓате од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, колку пак вие како просветен кадар во моментов како професори, ги спомнавте, нели, се спомнавте сами од себе, но и вашите колеги дека сте го завршиле образованието по повеќе европски метрополи, колку пак тие новитети ги применувате и ги инкорпорирате кај идните правници кои што треба да излезат од Штипскиот универзитет? Да. За нашиот правен факултет можам слободно да кажам дека навистина многу од новитетите се применуваат и имаме развиено програми кои што се на ниво на европски програми. Да. Ние имаме таа среќа или несреќа, сега зависи како се гледа, да работиме со релативно помали групи. Први односот, пристапот кон студентите е сосема поинаков и можеме да работиме индивидуално со квалитетните студенти. Споменавме претходно во разговорот, нашите студенти учествуваат на меѓународни надпревари, освојуваат високи места, значи високо котираат. Сме реализирале заеднички програми со правните факултети тука во Македонија и мислам дека сме на најмалку на рамноправно рамниште со останатите правни факултети во Македонија, па дури и во регионот, затоа што имаме ваква соработка. Во делот на праксата, иско така, нашите студенти имаат редовна пракса која што ја обавуваат во институциите кои што се наоѓаат во рамките на регионот. Чи редовно имаме склучени договори, реализиравме, например, до минатата година проект со млади правници кај што студентите можеа да стажираат и за тоа им се плаќаше. Добиваат дури финансиски средства. Им се отвораат портите на обвинителство, правобранителство, судството, без разлика дали е тоа основен суд или апелационен суд. Понатаму интензивно соработуваме со меѓународни организации. Ние имаме најсовремената судница во регионот на Југоисточна Европа. За Македонија не зборувам на факултетите. Во Македонија имаат само во 2 суда таква судница во Скопје и ние имаме на правниот факултет и оваа судница ја направивме во соработка со Американската амбасада, например, во Скопје и во соработка со мисијата вежби. Апсолутно, значи регионалните, односно националните надпревари секоја година се одржуваат кај нас во нашата судница. Значи имаме технологија, например, за заштитен сведок. Тоа го немаат, дури ни судовите го немаат во регионот. Симулираме кај што учествуваат и реални судии, односно судии од повисоките судови, тоа се најчесто од врховен или од апелациони судови кои што ги оценуваат студентите. Минатата година нашите студенти, односно тимот од правниот факултет при УГД во Штип го освои првото место во Македонија на ваквите судења. Покрај ова учествуваме во оние симулации кои што се базираат на реални случаи за Европски суд за човекови права. Значи тоа се веќе на ниво на Југоисточна Европа. Професоре, со оглед дека доаѓате од катедрата за правно-политички науки, она мене ме интересира колку пак овозможуваат услови за дебата. Студентите да дебатираат, да се изјаснуваат за одредени општествени проблеми, појави. Така. Значи, бидејќи тоа е еден дел од сегмент на ако нешто работиме на нашата катедра, токму е овој аспект, аспектот на практично инволвирање на студентите во развивањето на критичката мисла. Сметаме дека е многу важно за еден судија, обвинител или некој кој што ќе се најде во рамките, во рамките на општествените дисциплини, пред се мора да има развиено критичко мислење и мора да развива когнитивни способности поврзани со комуникацијски вештини. И тоа ни е целта и уште од прва година ние традиционално, например, во рамките на предметот социологија на правото, традиционално организираме последните 5-6 години секогаш по 2-3 дебати секоја година во која што студентите дебатираат, дебатите се јавно достапни, можете да ги најдете на YouTube каналот, например, аргументираат, вежбаат аргументација, но истовремено и се разбира се подготвуваат и стекнуваат некакви практични знаења кои што понатаму ќе ги применуваат. Значи во овој дел обрнуваме особено внимание и се разбира тука е истражувачкиот дел во кој што работиме. За секој настап ќе мора да имаш и одреден работиме, не,
покрај овие истражувања интерни за дебатите кои што ги правиме, ние правиме научно-истражувачки проекти во кои што директно секогаш, значи во секој проект ги инволвираме и студентите методолошкиот дел и делот на истражување го стекнуваат токму преку практични истражувања, спроведувајќи ги на терен и преку анализа нели на овие податоци. Во тој сегмент во вашето CV или пак низ пребарувањето на социјалните мрежи и интернетот често пати може да се видат ваши истражувања, колку младите сакаат да бидат дел од Европската унија и НАТО, колку се зависни од интернетот и социјалните мрежи, и на последното кој што во моментов, односно сте го сработиле е околу миграцијата на младите во земјава. Тоа го правите како дел од програмската настава на катедрата за правно-политички науки или пак младите инсистираат, односно студентите инсистираат да се направи одредено истражување за одредена појава? Во делот на социологија на правото имаме методологија, на пример, методолошки дел кај што ги обработуваме оние истражувачки методи кои што се применуваат пред се во сите општествени дисциплини, не само во правните науки. Сега методологијата кога се изучува вака теоретски делува многу суопарно и настојуваме тоа практично да го спроведуваме. Студентите вежбаат методологија, меѓутоа во исто време ние и реализираме реални истражувања кои што се дел од некакви поголеми научно-истражувачки проекти. Некои од овие проекти се дел од универзитетски проекти, дел од проектите се меѓународни проекти во кои што студентите били инволвирани. Имавме проекти кои што ги работевме заедно со мисијата на ОПСЕ, на пример во Скопје, и континуирано, значи во овој сегмент ги инволвираме студентите, но сепак ова не е тесно врзано само со наставниот курикулум, тука пред се треба да имаат желба и мотивација студентите да бидат вклучени во вакви проекти. До сега сум немал проблем и еве би сакал да се заблагодарам на иницијативноста на студентите. Имаме навистина прекрасни иницијативни студенти кои што доброволно сакаат да се вклучат во вакви истражувања и да стекнат нови знаења, се разбира и Да, но кога станува збор за истражување, не е само поентата да се дојде до одредени резултати, туку тие резултати да бидат апликативни и да може да придонесат за подигање на некаков сектор. Дали сте горди и дали некаде веќе почнуваат примена на тие ваши податоци добиени од истражувањата? Штука во тој дел би рекол дека ги публикуваме во делот на академската средина, се разбира имаат одек. Меѓутоа, во делот на практичната имплементација, кај што политичките чинители, најчесто или носителите на политичката власт, треба да ги имплементираат, може би не се толку гласни нашите истражувања. Тоа е еден поширок општествен проблем. Тоа не е проблем само на Универзитетот Гоце Делчев или на истражувањата кои што ги имаме, туку имаме еден поширок проблем кај што тенденцијата е последните 20 на години научната мисла сепак да не се консултира или многу пати посвестом се консултира. Да, но сега има нови ветришта дека сакаме да го слушнеме мислењето на научната фела. Сакаме да го слушнеме, меѓутоа колку работиме на продлабочени истражувања и колку тие истражувања ги имплементираме. Например, ние традиционално правиме истражувања поврзани со миграциите, досега направивме серија на истражувања, па дури веќе правиме лонгитудинални проекции за воеднина, бидејќи можеме во временски периоди да детерминираме. Што се уште не е... Да, тоа е готово веќе истражување и врз база на тоа истражување можеме да направиме некакви проекции за идни движења на населението кои што се поврзани со внатрешни и надворешни миграции. Го спомнавме таа миграција кај младите во делот на образованието, што покажуваат резултатите? Сите струмичени велат џом да фатеме од државата. Резултатите се очекувани, би рекол, меѓутоа се не знам. На ниво на Југоисточна Европа, дури кај што имаме висока тенденција на миграција на младите, го надминуваме дури тој просек, па дури и двојно, особено источниот регион. Само ќе ви дадам еден податок кој што го објавив и во академски труд. Например, перцепцијата за тоа кај младите ја гледаат својата иднина на ниво на Југоисточна Европа, правени се други истражувања, е дека околу 45%, тоа е некој просек, од младите сакаат да заминат од државите. Правени се други истражувања на ниво на цела Република Македонија, на репрезентативен примерок, тука овој просек се зголемува некаде до 60%. Ние правихме истражување на источниот дел, значи тука се три плански региони, североисточен, источен и југоисточен. Овој просек се издигнува дури на 80%. Значи 80% од младите својата иднина ја гледаат надвор државата и ова не е толку страшно,
Сега делувате фрапирано од овој податок, меѓутоа не е толку страшно затоа што најголем дел од овие млади би сакале да заминат, да заработат и да се вратат. Имавме повеќе параметри преку кои што меревме. Она што мене најмногу ме плаши е тоа што 20% уште не заминати размислуваат да заминат и да не се вратат. Тоа е огромна бројка. 20% воопшто не е мала бројка, само тие да излезат, а гледаме дека тенденцијата е се повеќе и повеќе да се зголемува овој процент. Прашањето е колку демографски ќе можеме да се одржиме, а тоа е најголемиот ресурс кој што го има оваа држава. Не се ниту рудните богатства, не е ниту интелектуалната мисла, туку се младите и потенцијалот кој што го носат со себе. Ова се алармантни податоци. Пред малку зборувавме колку ваквите истражувања можат да бидат корисни за одредени општествени односно институции. Па тоа сакам да прашам, професор. Дали ви ги земаат овие истражувања да ги имаат на ум кога се креираат одредени политики? Бидејќи истражувањата, нели, вие ќе ги направите истражувањето, но тие треба да најдат да бидат основа за да се градат одредени политики. Да го немаме овој процент после една деценија од 80% дека сакаат да заминат младите во странство, па да се вратат, или пак оној катастрофален што рековте 20% воопшто да не размислуваат да се вратат во Македонија. Значи уште не тргнате, ја замислете, значи и други кои што ќе заминат, можеби во меѓувреме ќе Дали институциите, владините институции, државата ги зема овие податоци важни кои што ги нели врз база на истражувањата, па да се креираат одредени политики, бидејќи вака како што е тргната работата, истокот недоволен одек има и ова пак не е толку страшно. Ние имаме внатрешна миграција за која што никој не зборува кај нас. Правевме исто, почнавме со истражувања помеѓу средношколци и студенти, тоа беше 2013 година, и ги правевме меѓу студенти на УГД и средношколци кои што се пак во овие региони, и Повардарски регион беше вклучен тука, че Велес и Кавадарци правевме. И, например, кај средношколците имавме околу 40% кои што би сакале тогаш да заминат надвор, 40% својата иднина ја гледаа во Скопје. Значи внатрешна миграција, силна тенденција, и помалку од околу 10% кои што би сакале да останат. Кај студентите на УГД имаше силна тенденција за заминување надвор од државата, меѓутоа тенденцијата за внатрешна миграција се намали на под 10%. Што зборува ова? Дисперзирањето на ресурсите, УГД како проект, ги врзува младите за матичниот простор. Значи, мора да се размислува на ниво на држава на дисперзирање на ресурсите. Ние имаме голем општествен проблем затоа што сите ресурси скоро се концентрирани во Скопје. И на овој план мораме да работиме. Ние сме давале препораки и апелираме. Пред 2 недели бев на дебата тука за југоисточниот регион кој што се одржа во Дојран, од Европско движење на Македонија, и ги изнесов овие податоци и дадов и конкретни препораки како треба да се работи. Значи први треба да се размислува на дисперзирање на ресурсите од Скопје. На самиот почеток ние зборуваме за европска иднина. Меѓутоа имаме 3% поврат на ДДВ на општините, што е скандалозно. Значи не би рекол дека е очајно, туку е скандалозно. Европскиот просек е 30%. Значи мора да имаат ресурси општините за да може да се развиваат. Или им спомнав друг пример за европска пракса. Велам, зошто Министерството за земјоделие мора да биде со седиште во Скопје? Нека биде во Стромица. Аргументот беше мала сме држава, или нека има повеќе степеност на локалната власт. Кај нас очајно треба интегрирана политика во рамките на регионите, а тоа не може да функционира, затоа што немаме повеќе степеност и сме единствена држава во регионот која што нема повеќе степеност. Со алокацијата на ресурсите или министерствата, ова функционира во Италија, ова функционира во Германија. Министерствата не се во Берлин, туку се дисперзирани низ целата држава. И ова ќе повлече, има и други вакви иницијативи, ќе повлече дел од централната администрација да се дисперзира надвор од Скопје, а со тоа и преголемата зависност од државните ресурси ќе придонесе да се подигне нивото на развој на економијата во рамките на помалите градови. Ние на ниво на образование пак ќе се навратиме на УКИМ, има многу студенти и се уште има, ние според нашето истражување, пак УКИМ кај средношколците во регионот, УКИМ е најпреферираниот универзитет. УГД е на второ место во моментов. Да, ама им најмногу ги имаме средношколците во Скопје. Да, меѓутоа знаеме дека кога ќе отидат да студираат таму, по инерција огромен дел од нив и остануваат да живеат таму.
дали работат на собствената струка, дали работат нешто друго. Меѓутоа, самата средина креира амбиент, стекнуваат некакви навики, се разбира можноста за социализација, за интеракција подобра таму и добар дел остануваат. Како ќе зборуваме за развој на регионот кога континуирано населението од регионот се на некој начин се дислоцира и се изместува кон Скопје. Значи, имаме голем проблем во овој дел на внатрешната миграција со силна децентрализација и тоа забрзана децентрализација може да се обезбеди добар дел од населението сепак да остане својата перспектива да ја гради тука. За надворешната миграција е многу попроблематично и тука навистина треба да се преземат конкретни мерки од страна на централните власти пред се. Ќе споменам пак само еден случај на кој што сум сведок. Во Македонија почна да се развива и тоа стихино сосема нов сектор, со висока додадена вредност, во кој што работат млади, на 90% од случаите се млади до 35 години. Тоа е IT сектор. Значи неколку стотини млади, имам блиски пријатели. Во Штип и во Стромица слушнав дека има многу млади кои што работат од дома за компании најчесто надвор од Македонија, па дури почнаа да се организираат, да си формираат своји фирми. Што се случи после Нова година? Се подигна, се покачи данокот за оние кои што имаат поголеми приходи, наместо тие луѓе не бараат субвенции. Значи наместо да остане исто нивото или дури да се воведе регресивен данок одреден период со цел да се развие, да се зацврсти овој сектор, државата го покачува данокот. После Нова година имам сериозни индиции дека огромен дел од овие луѓе отвараат нерезидентни сметки надвор од Македонија, претпоставуваме каде, тука најблиско е Бугарија. Значи, дури и оние приходи кои што ги имала државата сега ќе ги изгуби. Доколку се обиде да најде механизми, а може државата да најде механизми да врши притисок овие млади луѓе да плаќаат давачки тука по високи давачки, тие луѓе верувајте ќе ја напуштат државата. И што правиме? Значи не работиме на развојни политики. Апсолутно, значи ве оставив подолго време со оглед дека одлични беа вашите ставови и мислења, уште еднаш да се надоврзиме. Под итна да се забрза процесот на децентрализација кој што со години. Зборувам за суштинска децентрализација. Значи не зборувам само за не само за трансфер на надлежностите, ќе мора и фискална претпоставам тоа да биде пропратено. Апсолутно, значи мора да имаат, не е важно од која политичка партија се градоначалниците. Мора да имаат ресурси со цел да можат да го подигнат нивото во локалната заедница. И сега пак се поставува прашањето, ама дали државата може да си дозволи да даде 20 или 30% од данокот на додадена вредност на општините? Јас тврдам дека може. Еве пак ќе ви дадам уште еден пример. Имаме сега проект поврат на ДДВ. 15% од ДДВ нели ќе се враќа на граѓаните. Па дури министерот, мислам да не грешам, дека излезе со податок дека тоа би било на годишно ниво околу 500 евра. Мислам дека имаше такви изјави, па пензионерите ќе можеле да си набават, не знам, грејење, да си обезбедат. Знаете ли колку средства треба да се потрошат за да имате 500 евра поврат на ДДВ? Некаде над 18-20 евра. Ако е 18%, а на многу продукти е 5%. Значи тоа би било помеѓу 25 и 30 евра. Со просечна пензија колку луѓето можат, сите пари дури да ги трошат таму. Значи 2-3 евра имаат годишно. Ајде до 4000 евра годишно нека дојдат подобрите пензионери. Сите средства таму да ги трошат, да не даваат на внуците и да собираат фискални сметки, не може да обезбедат. Овие средства треба да се преотстапат на општините. Значи јас тврдам дека треба затоа што општините ќе реализираат на тој начин, ќе имаат навистина и тука паралелно, ако сакаме ние да го подигнеме нивото на наплаќање на данокот на ДДВ, дел од ингеренциите за контрола на плаќачите на данок да се префалат исто на општините. Општината тогаш ќе биде мотивирана, за 3% верувајте не се мотивирани тоа да го прават. Меѓутоа, ако веќе зборуваме за 20-30%, тоа се значителни средства и тие ќе бидат мотивирани да си ги дисциплинираат фискално компаниите кои што си ги знаат во локалните места. И на тој начин ќе се обезбеди од една страна зголемување на наплатата на даноците, а од друга страна развивање на проекти кои што се од јавно добро и кои што пак се значајни за граѓаните. Дали ќе имате пат, инфраструктура, канализација и што и да е. Така како што зборувате, професоре, се плашам дека за една до 2 децени ќе немаме села во истокот. Селата вие имате среќа, тука во Стромица имате рамничарски села, па функционираат се уште. Меѓутоа, ако појдете во планинските села во источниот плански регион или североисточниот, селата веќе и не постојат. Значи многу малку луѓе се останати.
И тоа е како резултат на процесот на индустриализација, започнат од 70-тите, 80-тите години. Меѓутоа, јас се плашам дали и градовите ќе останат, особено по малите градови, веќе имаат проблеми. Може да се следи наталитетот и бројот на ученици кои што се запишуваат, тенденцијата на иселување, која што е навистина сериозна. Добро, мислам дека се спрема попис, па ќе видиме кој, каде, што, како сме, колку сме навистина реално овде. Почитувани, вие го следите разговорот со Страшо Стојановски, професор на правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, катедра за правно-политички науки. Уште едно прашање имам, барем во делот на миграциите. Спомнавте процес на децентрализација. Не спомнавте зголемување на средствата за регионалниот равномерен развој. Да се намали тој диспаритет помеѓу Скопскиот регион, еве на пример, или североисточниот регион кој што е најнеразвиен. Дали државата треба да размислува за зголемување на средствата за тој регионален развој, да се намали таа разлика помеѓу урбаните и затоа ги спомнав и силата? Да. Значи, може да се работи и на овој план и треба да се... само 1% од БДП-то треба да се намени се средствата. Да, меѓутоа во пракса и тие колку се дистрибуираат средства. Значи, може да проверите, да видите во пракса колку и тие средства реално се дистрибуираат и кај се дистрибуираат за какви цели. И тоа е навистина многу мала бројка. Првин треба сериозни анализи да се направат. Ние сме како универзитет, научна институција истовремено и стоиме на располагање на државата. Меѓутоа, пак ќе кажам, државата мора системски тоа да го адресира и да го обработи. Ние знаете ли колку средства добивме оваа година, Министерството распиша конкурс за национални проекти, колку средства има за наука одвоено? 500.000 денари. Значи, тоа е помалку од 10.000 евра на сите можни научни институции, универзитети, институти кои што ману, кои што екзистираат во Македонија. Како вие ќе развиете некакво истражување, а врз база на тоа истражување, потоа треба нели да се дадат препораки и да се реализираат политики. Првин во овој дел треба да се работи и паралелно мора да се оди кон повеќе степеност. Значи, интегрален развој. Прашањето на отворање на рудници во една од општините во регионот не е прашање само за таа општина. Затоа што рудникот реално ќе има влијание во сите општини. Ме разбирате? Или некакви поголеми вакви проекти. Затоа мора, или, не знам, управувањето со отпад, што е реален проблем кај нас. Ние сме една од најзагадените земји во регионот и во Европа и во светот. Гледаме податоци секојдневно. Затоа што имаме лошо управување со отпадот. Ако имаме ние регионален пристап, кај што реално ќе остануваат многу повеќе средства од даноците во рамките на општините, тогаш можеме да зборуваме за развој на самите општини, а со 1% кој што исто така прашање е како се дистрибуираат, мислам дека тоа не е решение. Или во земјоделието, само ќе ви дадам уште еден пример, извинете, бидејќи е земјоделски регион Струмица. Значи, ние имаме многу малку средства искористени од ИПАР програмата за земјоделие. Меѓуграничната соработка, например, општините се солидни. Тука соработуваат со невладини организации таму и се солидни. Кај земјоделието имаме многу малку искористеност. И има тука објективни фактори, не е окрупнето земјиштето, треба да се здружуваат земјоделците, но имаме и фактори кои што се врзани со некакви реални проблеми со кои што се соочуваат. Например, не можете да очекувате земјоделецот да пополнува папирологија која што е дел од сложена бирократска процедура. Први не е ангажиран со работни обврски, второ, прашањето на едукација исто така е тука реален проблем. Од друга страна, земјоделецот знаете како функционираат тие програми. Значи, вие треба да инвестирате во нешто, па потоа ќе ги добиете средствата. Прашањето е колку можат земјоделците тоа да си го допуштат. И ова може да се реши, тоа не е некој голем проблем, може да се реши со приватни консалтинг фирми, кои што реално ќе си имаат, значи, приватна фирма која што може да сервисира изработка. Тоа функционира во регионот. Да, соседна Грција мислам дека функционира. Значи, кои што ќе сервисираат административен дел, нормално си имаат интерес од тоа и во делот на земјоделците реално тие немаат добар бонитет, најголем дел од нив, банките не им даваат кредити, тоа може да се реши со Македонската банка. Не, со друг проект. Да. Проблем е со субвенциите. Јас сега не сум економист, извинете, вака што навлегувам во други сфери, меѓутоа субвенциите се проблематичен дел и мое мислење, лично мислење дека тоа е само програма преку која што се сервисираат или се купуваат гласови за избори. Ова може да се трансформира во некакви мини еквити фондови,
со кој што ќе се дава подршка на земјоделците при апликацијата на европските проекти. А за да имате успешен проект, вие нормално треба да ви биде издржан тој проект. И ако им дадете подршка во тој дел, тогаш и искористеноста на европските средства ќе биде поголема и ќе се развива и оваа гранка. Професоре, кога вас вака ве слушам ова за правниот консалтинг, поставам прашање што со Агенцијата за подршка за развој, сепак државен апарат, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, државен апарат, вработени таму кои што взимаат плата од Меѓутоа знаеме дека државното има интенција да се бирократизира и тука во овој сегмент сепак јас мислам дека приватниот консалтинг е најдобро решение. Да бидеме реални, приватниот консалтинг е најдобро решение. Ова не значи дека тие луѓе не можат истото да го прават, може да го прават, па дури еве ако се јави приватен консалтинг, тоа ќе биде конкуренција, па ќе ги поттикне и нив тоа да го работат. Таму е загарантирана платата во тие институции. А треба да имаат и дополнителен стимул, претпоставувам сега. Мора да имаат мотив. Одиме и на некои позначени теми. Со оглед дека сте од правниот факултет, овие денови политичките партии не се препукуваат, туку едноставно дебатираат и се обидуваат да најдат заедничко решение за иднината на СЈО. Има ли мислење, професорот Страшко Стојановски, за иднината на СЈО? Да. Судството е горлив проблем во Македонија и тоа континуирано. И мислам дека тука треба навистина корените реформи. Меѓутоа, овие реформи кои што се спроведуваат, па дури имавме измени на устав, не водат кон некакви суштински промени. Први имаме независност на судството, велам во наводници, затоа што сепак судството зависи од ресурсите кои што се проектираат согласно буџетирањето. Знаеме буџетот кој го донесува, собранието кој го проектира, тоа е владата. Во овој сегмент треба судството да се зајакне и да има поголема автономија, а таа автономија ќе дојде само преку подигање на нивото на финансирање во судството и конкретно во делот на обвинителството треба да биде приоритет во реформите на судството. Мислам дека специјалното јавно обвинителство, така нареченото специјално јавно обвинителство, нели тој термин се користи за оваа гранка, и според Уставот на Република Македонија е категорија која што треба да биде дел од основното јавно обвинителство. Меѓутоа, мислам дека не треба да се спојува со, например, не знам, обвинителството за организиран криминал. Тие треба да се екзистираат самостојно, но праксата која што ја видовме на нивно функционирање, кај што имаат поголема автономија, можеат кадровски да се екипираат, треба да се примени и во останатите делови на обвинителството. Значи, не да се ограничуваат нивните ресурси, туку дополнително ресурси да се алоцираат во останатите делови, а екипирањето не значи дека мораат да вработуваат нови луѓе, туку може со превземање од други институции тие да се екипираат и обвинителството треба да има навистина значајна улога. Ние се уште сме сведоци кај што МВР истапува. Мислам дека таа задача сепак треба да биде на обвинителството. Тие мора да бидат автономни, но истовремено и да си градат систем на внатрешна одговорност. Не знам, сме имале прилика на одбрана на магистарски труд кај што луѓе кои што истражуваат односи со јавноста во делот на обвинителството тврдат дека, тоа е врз база на истражување, дека, например, обвинители кои што се наоѓаат надвор од Скопје мораат да циркулираат некакво соопштение до Скопје, до базата, пред да излезат пред медиуми. Обвинителот секој сам за себе треба да си биде автономен, ама пак мора да имаат ресурси. Во рамките на судството, следниот чекор би бил, значи мораме ние да излеземе од оној класичен континентален модел. Го зборувавме тоа, континенталниот модел, тоа е германски модел на правото кој што ние го имаме. Зборувате кога секој судија за одредено дело може да изрече различна пресуда во зависност од личноста на кој што му се суди, значи, или различно толкување на фактите. Слободно судско ведување има, значи тоа постои. Во делот на изведувањето на доказите, значи доказната постапка. Ние сме сведоци дека одредени докази за една постапка важат, па за друга постапка велат не важат. Не може тоа да биде така. Ако праксата, значи пресудите на судовите, станат извор на правото, тоа е веќе англосаксонскиот модел, тогаш ваквите диспаритети во носењето на пресудите и во изведувањето на доказите во доказната постапка ќе исчезнат буквално. Нема преку ноќ тоа да се случи, значи треба одреден временски период, меѓутоа ова е еднината и тоа би бил некој модел кој што би бил помеѓу континентален и англосаксонски, холандскиот модел е најблизок.
до овој модел. Мислам дека иднината, особено на кривично и деловно право, кај што бизнисите се најмногу засегнати, мора да оди во оваа насока и на тој начин и се разбира паралелно мора да има процес на ветинг, да се види судиите како работат, на кој начин, имот како стекнале. Тоа мора да оди паралелно. Да, малку поеластично да го разглобиме овој англосаксонски или комбинација помеѓу континенталниот и англосаксонскиот, холандскиот. Тоа значи дека за одредено кривично дело да го разјасниме пред нашите гледачи. Дека еден судија за исто кривично дело и друг судија за истото кривично дело да не носат иста пресуда? Еднаш веќе донесена пресуда станува извор на правото. Вие кога ќе одите во постапка, во следниот случај, вие се повикувате на претходната одлука на веќе донесена пресуда. Значи Европски суд за човекови права на пример работи на овој начин. Вие се повикувате на веќе тековното право. И тука ќе доведеме и до друг процес. Кај нас велиме дека постојат недоречености во законите, па овие недоречености создаваат некакви правни празнини кои понатаму се злоупотребуваат. Јас имам тотално спротивно мислење. Јас мислам дека имаме хиперрегулација кај нас. Значи имаме премногу закони. Па дури многу од законите прават какафонија, се спротивни еден на друг. И тука настанува таа можност за манипулација со законите. Ако вие пресудата ви стане извор на правото и еднаш веќе воспоставена пракса станува извор, тогаш вие немате маневрски простор. Ако еднаш за тоа дело бил осуден некој, карикирам, на 3 години затвор, не може за следното дело да биде ослободен или во исти околности или осуден на 10 години. Ме разбирате? Да. Професоре, тогаш зашто судската фела не го посакува овој модел? Затоа што се воспитани во другиот модел. Значи ние имаме континентален модел кој што постои 100 години наназад. Овој германски модел не е од вчера. И тука треба судиите на вистина и ќе треба да работат малку повеќе судиите. Ма постојано удар на јавност и на критика на јавност. Судиите нема да во тој случај нема да седнат и само да го читаат законот, туку ќе треба да читаат многу повеќе меѓународно право и ќе треба да ги консултираат сите веќе донесени пресуди. Сега ретроактивност тука не може, затоа велам ќе треба подолг временски период да се изгради праксата. Судијата во Соединетите американски држави мора да биде свесен за слични случаи или слични околности на кои што би се повикале бранители или обвинители и мора да ги консултира случаите. И тоа е веќе перманентна надоградба на судиите. Малку се можеби во тој дел скептични затоа што е новитет. Меѓутоа можам слободно да кажам, еве на пример постојат програми на кои што се сервисираат преку американската амбасада и кои што одат во оваа насока. Или, например, од англосаксонското право, ние прифативме нешто што се нарекува спогодба за преутврдување на вина, признавање на вина. Да. Тоа е преземено од Соединетите американски држави. Меѓутоа, последните тенденции во САД одат во насока да се укине тоа таму, а ние го сега го прифативме. Зошто да се укине? Затоа што имаме во пракса квалификација на дела која што не е сразмерна во односот на реалното обвинение кое што треба да се постави и се поставуваат со цел понатаму да се манипулира со случаите и да се признава вина. Например, вие имате реално дело кое што максимална казна би требало да биде 3 години, тие ќе ве квалификуваат дополнително со дело со 10 години, а потоа тоа служи како инструмент, ме разбирате, за да се вршат дополнителни пазарења. Добро, мене ме беше чудно зашто ако овој модел е практикуван во сите западноевропски земји, се стремиме нели кон тоа европско семејство и кон таа судска регулатива, зашто и да не се применува овој холандски модел како што го спомнавте? Реформите се суштински таму, ви велам, значи тоа е коренита промена. Ама постојано зборуваме професори за реформи во судството, правосудството. Ама ова е вистинска реформа. Тоа го слушаме како постојано ја критикуваме судската власт. Бидејќи мора да зајакне, мора да и се даде автономија, мора да има прочистување преку ветинг таму и мора да се оди кон ваков систем, затоа што можностите за манипулации најчесто се врзуваат со тоа одмерување на казната и со доказната постапка. Тогаш ова ќе го немаме. Меѓутоа ќе мора судиите да се прилагодат. Претпоставувам дека судиите кои што веќе со години работеле на континенталниот модел се малку скептични, се исплашени, тоа е новитет. Меѓутоа кај новите генерации на студенти кои што завршуваат и со кои што веќе работат
на овој начин, еве спомнав, наши студенти работеа случаи за поврзани со Европскиот суд за човекови права. Така. И тие се мора да истражуваат, да читаат пресуди на слични случаи во подготовката на обвинителниот акт или одбраната. Значи дали ја застапуваат таму државата или оштетениот. Да. И само повторно да се навратиме на Универзитетот Гоце Делчев и оној што значи катедра за правно-политички. Освен правното, тука се и како се вика факултетот за новинарство и односи со јавноста. Да, тоа е катедра посебна. Катедра, предпоставам социологија тука и што има се. Имаме ли колеги кои што сакаат да се занимаваат со новинарството? Многу помалку. Значи се намали бројот. Интересно е тоа што, например, таму тие студенти што се запишуваат, за разлика од правото, кај што имате многу маневрски простор. Спомнавме многу правници, меѓутоа правници, особено со положен правосуден испит, се дефицитарни во Македонија, не знам дали знаете. Така. И можноста за вработување со правни студии е многу поголема. Значи, не само државните институции тука или регулираната професија, во приватниот сектор не може една средна компанија без правник да функционира. Па дури и ако нема вработен правник, таа мора да користи адвокатски услуги. Разбирате во тој дел. Значи, можноста за вработување на правниците е многу поголема. Кај новинарите, меѓутоа правниците доаѓаат во прва година и се уште не знаат што ќе бидат. Дали ќе бидат суди, дали ќе бидат обвинители, дали ќе бидат адвокати, дали во администрација ќе работат. Немаат идеја. Кај новинарите, студентите кои што доаѓаат со идеја да работат како новинари. Меѓутоа се запишуваат многу помалку студенти. Последните години тоа е една општа тенденција и на останатите студиски програми по новинарството на факултетите во Македонија. И ова е некаков поголем проблем кој што е поврзан директно со статусот на новинарството во Македонија. Не е исто кога сме биле на 30 и некое место и сега кога сме на 108 и 110. Значи слушнале каква е ситуацијата. Меѓутоа не, тоа рефлектира од друга страна во делот на примањата, можностите за вработување и навистина маневрскиот простор за вработување е помал, а од друга страна примањата, особено во медиумите кои што се наоѓаат надвор од Скопје, се релативно ниски, тоа го зборувавме и го лоциравме како проблем и тука младите, добар дел од младите, веќе гледам и оние што дипломираат, се ориентираат кон други професии, не сакаат толку иднината да ја градат во новинарството, а пазарот е желен за новинари. И односи со јавноста, кој што би рекол дека на некој начинот го уништува ова професионално новинарство. Во односите со јавноста дел, исто така, дел на студентите кои што завршуваат се насочуваат кон овој дел. Така. Тоа зборува за тенденција. И само за крај, професоре, правни студии на УГД каде? Правни студии имаме во Штип и во Струмица, дисперзирани студии, традиционално, значи секоја година ги организираме, и студии за новинарство и односи со јавноста имаме во Штип. Значи ги повикувам сите заинтересирани средношколци, можат слободно да дојдат да го посетат правниот факултет. Навистина ги имаме најсовремените услови, имаме млад, пристапен кадар кој што е иновативен истовремено, работиме, вмрежени сме, студентите имаат можност за пракса, одат на летни школи, кај што се им е покриено, значи буквално немаат никаков трошок. Еве сега за една недела студенти ќе одат на тренинг, буквално е тоа тренинг школа во Ниш, кај што ќе работат со нивни колеги од цела Југоисточна Европа и таму имаат можности да се дружат и да научат нешто ново од професорите, да стекнат нови познавања. И сето тоа им е бесплатно, сето тоа им е покриено, имаат можност за стажирање кај нас, редовно вршиме посета и на институции, ако сме надвор од Скопје, следна недела одиме во Собрание на Република Македонија, веќе имаме договорено средба со амбасадорот на ОПСЕ во Скопје и таму ќе извршиме една средба. Во другите останати институции редовно ги посетуваме, доаѓаат стручњаци од пракса, споменавме претходно, минатата недела ни дојде уредник од Вашингтон Пост, навистина одржа една квалитетна целодневна работилница со студентите. Нудиме можности, од друга страна ги имаме и меѓународните програми, Еразмус програми, имаме многу студенти, само минатиот семестар, само на правен факултет имавме 10 студенти од 5 земји од Европа. И веќе Штип станува препознатлив град во делот на академската карта, би рекол, во регионот, поширокиот регион на Југоисточна Европа и така и во Европа. И да бидат дел од овие истражувања кои што континуирано се прават. Практични знаења, тоа е
многу важно. Да. Добра провокација да се биде дел од правниот факултет на УГД Штип. Професор, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата визави на програмата на Канал Висе. Се надеваме дека оваа дебат, односно овој наш разговор ќе предизвика одредени мислења кај оние кои што не гледа и слушаа вечера. Ми беше задоволство. Благодарам уште еднаш вам, почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Гледајте не и следниот четврток. Секој добро.